Ковачевски. Темата за образование, секогаш да си неявно и безпредиците, мислам да ви кажа и овој пат. Со тоа што повторно или уште еднаш состојбите во образованието се не променят и не се направят на точка. Локалната власт опитува, подпомогната од централната власт, во изминатите години го направи оно што никој не успе да го направи во претходните 50 или 60 години, односно од училишта да направи класични загубари. Загубари кои имаат блокирани жиросметки и чиј долг изнесува негде околу 1 милион денари во сите основи. Образование 1 милион денари, 1 милион евра. Образование кое е доведено во финансиски колапс, живурка, и ние треба сега да устојуваме програми како да се работиле во наредната година, а основната работа за нешто да функционира е да има пари. Пари нема, а големи финансиски проблеми се кријат под тепих, ама таму повеќе нема место. Пред 2 години средното образование беше тоа што беше во исклучително тешка состојба. Денес му се приклучува и пред некој извесен период и основното образование. И ако превозот беше нешто кое беше проблем во претходните години, сега е буквално се проблем. Проблем се сметките за вода, за струја, за комунари. Училиштата не можат да си дадат своите основни сметки. И кога немате пари, не верувам дека некој може и да размислува за разлика. Училиштата должат многу повеќе од јавните предпријатија во градот. И ако јавните предпријатија имате и приходи, и надежди да се радат долговите, кај образованието нема. Тоа сте приходи и се чека негде однадвор да дојдат помош. Оваа година, иако беше планирано 15 милиони денари од буџетот на образовителот, со ребалансот да ги скративме на 12 милиони, така да оно што сте го очекували до крајот на годината го средства и нема да го видите. Секој училиште получи посебна сума на пари, рекордери се се уште медицинското училиште и стопанското училиште со огромни суми на пари, со милиони и милиони денари. Сега, оно што навистина мислам се случува во образованието и кои ги слушаме како обвинување кон образованието и оно што треба да се подобри, се потврдуваше и до изминатиот период. Кога зборувавме за партизираност на образование, значи огромна партизираност на образование, која и непотизам, која отворено беше призната од еден од поранешните директори на оваа говорница, кој ќе ме подсетам, сите кажа тука, па ако сега не си ги вработам моите, кога се моите на власт, кога ќе ги вработам. Значи класичен доказ дека непотизмот постои и партизираноста јавно признато до оваа говорница. Ве убедувавме дека работењето со блокирани жиросметки е тешко и дека е противзаконско. Начините кои ги барате да користите дел од средствата е противзаконско. Дел од советниците од мојата десна страна ме убедуваат дека тоа се дължи на вашите менаџерски способности и дека тоа е доказ, бидејќи работите со блокирани сметки, на вашето добро работење и на вашата менаџерска способност. Меѓутоа, истите тие советници кои ве охрабруваат да работите така како што работите, особено со средствата од спортските сали, не излегоја да го бранат тој ист директор кога си ја доби критичната пријава. Тој ист директор кој ме убедуваше за добро работење, кој зборуваше тука за непотизмот и партизираноста, си доби критична пријава за работењето со парите од спортската сала. Критичната пријава слушнав, меѓутоа советниците кои го охрабруваја така да работи и дека него не го фаќа законот, не излегоја после на прес и да кажат добро е, ние ги да браниме. Е,
немаше точно. Зборуваме во предходниот период за бесплатно образование, оно што постојано ни се труби за некакво бесплатно образование. Родителите се приморани да плаќаат. Значи, покрај што не плаќаме за оно што одат на училиште и не плаќаме за учебниците, трошиме пари за копирање, за печатење, за библиотечен фонд, обезбедување и полно други работи кои се редовна активност и кои се редовно би требало да се редовна дејност во училиште. Се воведе една категорија која јас ја нарекувам вечни директори, иако порано или во оваа држава се обвинуваше директорот во некој време, ако бил директор и бил 20 години, сега ни се случи една работа која после завршувањето на мандатот во училиштата се воведува категорија заменици директори. Значи 2 пати мандат по 4 години, 8 и после тоа заменик директор. За случајно, човекот си се навикнал на името директор, па сега не ама е заменик. Во училишта во кои тоа и законски не е дозволено, во училишта во кои имате помалце паралелки, во кои таквата функција е сосема непотребна и ненужна. Во овој период не видовме овие 10 години едно ново основно училиште во градот. Не видовме нито основно, нито средно, кој ќе биде изградено со средства на локална самоуправа. Овие што исполнавме до сада се мали училишта со по 2, најмногу 3 ученици. Оно што кај мене предизвикува најголемо разочарување, после кажаните зборови еднаш дека тоа се менаџери кои со пребивањето во училиштата ги забораваат своите патици и книжки, се само менаџери кои не ги интересираат политика. Оно што кај мене предизвикува во изминатиот период најголемо разочарување е тоа што 2-3 работи кои се случија, а кои директорите беа директно или индиректно инволвирани. Прво беа индиректно инволвирани во спречување на штрајкот на СОНГ, кој содржа предупредувачкиот, мислам негде околу 1 август, а оно што требаше да биде генерален пред почетокот на годината. И наместо охрабрување, како што би било во некоја нормална држава, тој штрајк да се одржи, ние видовме помење на жална и бедна пресконференција во која директорите сите здружно, заедно, застанаја и не убедуваа како штрајкот е нелегитимен, дека не треба да се организира, дека се е подмачкано и како што треба, меѓутоа не сме никој да протестира. Тој штрајк се одложи, јасно и тој, меѓутоа очекувам од луѓе кои треба да ги воспитуваат децата, кои треба да оддаваат насоки на наставниците, да им кажат дека се иде во светот. Штрајковите, граѓанските иницијативи, опозицијата се нормални работи и се иде го има. Ние ниту сме надвор, ниту сме под стаклено звоно, па тие работи да ги нема, да не се прават во нашата држава. И оно што особено ме разочарува во цел овој период, ниту еднаш од луѓе кои се директори на образовни институции, луѓе кои директоруваат и управуваат со оно што на сите име најмногу децата и внуците, не собраа храброст јавно да проговорат за проблемите кои ги има образованието, јавно да проговорат за блокираните сметки, јавно да излезат на пресконференција да кажат дека не се согласуваме луѓе ние што ни ги дадете како совет овде, што ни ги дадете парите кои сте ни ги ветиле. Сме ви ветиле 15 милиони, сега ви даваме 12 милиони. Не се согласуваме, зашто ние тешко функционираме и не можам да видам таква пресконференција која директно го засега вашето работење, меѓутоа видов за жал пресконференција во која ги убедувате вашите вработени да не штрајкуваат и дека тој штрајк или каков било штрајк што ги се одржи во оваа држава е нелегитимен, опасен и не знам како.
Значи тоа се работите, кои сакат да ги кажам полносно оваа точка, не држи уште еднаш дека нормално функционирате, дека не пречено, дека донациите кои ги добивате од некои родители се резултат на вашето менаџерско работење, тие се резултат повеќе на желбата на некој родител да има некакво влијание понатаму, не знам како и како, што не може да го одвигнете. Не е успех ако нема прекин на наставата, тоа не е ваша заслуга, значи не може, тоа не се критериуми по кои треба да се мери образованието. Еден куп работи кои беа кажувани на оваа говорници во претходните настапи кога сме имали образование, меѓутоа верувајте, од вас очекувам храброст да се излези јавно да се проговори за проблемите, особено со финансирањето на училиштата. Ако проблемите се потурнуваат по тепих, можеме да ги поминеме 2, 3, 5 месеци, еве нека бидат 3 години,